Околу 1000 пензионери од 53-те здруженија од Сојузот на пензионери на Република Македонија присуствуваа на традиционалната 12-та средба на пензионерите во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во кочанското село Пантелеј. Домаќин на средбата е Здруженијето на пензионери Кочани. Присутните најпрво ги поздрави претседателот на Здруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов. 12 пат го одржуваме овој собир и бидејќи Свети Пантелеймон е покровител за здравието на луѓето, мислам и тие што доаѓаат овде се осеќаат поздрави, посмени и повеќе и пеат и играат оро, а и добар апетит имат. Во име на Сојузот, пензионерите ги поздрави подпредседателот Салтир Каровски, кој истакна дека средбата се организира во корист на Дружењето на пензионерите и за запознавање на сопствената држава. Каровски ги повика пензионерите на што поголема вклученост и активност во рамки на Сојузот и на нивните здруженија заради обезбедување подобри услови за живот, за здраво и успешно старење. Една од многу важните содржини се традиционалните средби низ Републиката. Средбата Пантелеј 2018 година е една од тие традиционални средби на кои во договор со домаќинот, Здруженијето на пензионери Кочани, се присуствува со голем број на пензионери од Здруженијата на пензионери во Македонија. Ќе ви кажам само дека Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија го сочинуваат 53 здруженија во рамките на 53 општини во Републиката. Затоа настојуваме и даваме голема поддршка на ваквиот начин на дружење на пензионерите. Ме радува што денеска во волка број сме собрани и имаме можност да одбележиме и одредени верски празници, но сето тоа е во корист на другарувањето и запознавањето на сопствената држава. Пензионерите на средбата се дружеа и забавуваа до доцните попладневни часови со ора, музика и песна, а имаа и заеднички ручек и трпезе на љубовта како круна на заедничкото дружење и забава.